se podsmieva ko hulleja Isusa. Ty što urivaš ipak slnci duváš hrámot, ako si syn od Boží, slezi od krsta sám i spasi se. O Bože môj, zašto me ostaví? O Tatko môj, zašto me ostaví? O Bože môj, zašto me ostaví? Zemlja tá razpuká na páčiňa, groboví se otvoria, svätý voskresná. Tatko naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, taka i na zemljata. Lebot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici, i ne vovedi u iskušenije, no izbavi ne od lukaviot, zašto Tvoje je carstvo to, i silata, i slavata, vo site vekovi. Amin. Soborno poslanije na svetijot apostol Jakov, od Novijot zavet na svetoto pismo, od životo slovo Gospodovo, slovo to na životot, slovo to na vistinata, ono slovo koje je i sami od Isus, kako što pišu ovo svetoto pismo, i koje ako go čitate i ako go živejete i ispolnuvate, vi jeste togaš na pato, na vraćanje o Božjo to carstvo na nebesata so Isusa Hrista i Otec od nebesen, bidejki kako što pišu ovo otkrovenije to, togaš nije kje živejeme vo hramot, vo Novijot Jerusalim, vo otkrovenje po Jovan Bogoslov, a tamo nema da ima hram, tuku hram kje bidat Otecot i njegovi sin, vidljiv o njegovi sin Isus Hristos. Znači nije zboruvame za sostojba na prebivanje, živenje, vo jedinstvo so Bog, zato što Bog je duh i treba da mu se poklonuvame vo duh i vistina. Znači soborno poslanije na svetiot apostol Jakov. Jakov, slugata na Boga, vidite kategorija, i na Gospoda Isusa Hrista, ispraća pozdrav do 12. kolena koji živeat rastureno. 12 kolena živeat rastureno, Izraelcite se rastureni, no treba da se soberat, kako što veli u Biblijata, kako što kvačkata gi sobira pilinjata, taka Gospod treba da gi sobere izgubenite ovci, ova zemlja, koja u Biblijata je narečena dolina na senka, smrtna, carstvo na satanata, i da go izbereme Isusa i da zamineme vo Božjoto carstvo na nebesata. Raduvajte se, brakja moji, koga ke padnete vo razni iskušenija, знаейки дека испитувањето на вашата вера создава трпеливост. Трпеливоста пак нека ви биде совршена работа, за да бидете совршени и целосни без никаков недостаток. Тоа што треба да го научиме е трпеливост и да се радуваме во маките, бидејќи така се, како што вели
испитувањето на нашата вера создава трпеливост и кога ќе паднеме во искушенија треба да се радуваме. Има една текст: радувајте се и пак радувајте се. Има еден стих кој вели: имам да јадам и да пијам доволно ми и пак ќе се радувам во Господа, зашто Господ нема да те остави ако имаш верба во него. Потоа ќе видиме како вика понатаму. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укори ќе му се даде. Ако на нашите македонски политичари не им достига мудрост, нека ја молат од Бога и да не го водат народот во кавги, во поделби, во граѓански војни, во раздори, во преименувања, во нешто што не е од Бог. Ако некому од вас не му достига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилно и без укор, и ќе му се даде. Но да моли со вера и никако да не се сомнева. Оти оној кој се сомнева прилега на морски бран, кого ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Видете, кога молите нешто од Бог, треба да верувате дека се случува, да не се сомневате. Често вика: дај Боже да е така, дај Боже да биде вака. Ти им велиш: Господ вака, дај Боже. Тоа е сомнеш. Човек што се сомнева нема ништо да добие, прилега на морски бран, кога ветрот го издига и растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан. Се става под сомнеш. Понизениот брат нека се фали со возвишеноста своја, зашто е возвишен во Бог, а богатиот со својата понизност, бидејќи тоа ќе помине како цветот трева. Земниот живот поминува како цветот трева. Оти сонцето огрева и со својата горештина ја исушува тревата и цветот неизин опаѓа. И убавината на неизиниот изглед исчезнува, така ќе овене и богатиот по својот пат. Бог богат, Бог е богат. Нашиот татко небесен има се и тој истура и ни дава во изобилие да видиме глава, а не опашка. И ги гони нашите непријатели кои доаѓаат по еден пат кон нас, по 7 патишта од нас. Блажен е оној човек кој поднесува искушение, бидејќи откако ќе биде испитан, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Значи, животот на земјата не ви е одмор. Еве што ќе ви кажам уште еднашка. 12 стих, Јаков, послание на светиот апостол Јаков, 1 глава, 12 стих. Блажен е оној човек кој поднесува искушение, бидејќи откако ќе биде испитан, проверен, преку оган, испитан, ќе добие венец на животот, што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Господ им ветил венец на животот на оние кои го сакаат. Ако го љубиш Бог, треба да го љубиш и братот свој, зашто кој го љуби Бога, треба да го љуби и братот свој. Значи, дали го љубиш Бог, треба да провериш. Ако го љубиш сите луѓе околу тебе, сите и непријателите, треба да ги љубиш и самаријаните, и арнаутите, и бугарите, србите, грците, сите, и кога те маваат, и кога поднесуваш искушение. Еве што вели вака понатаму: ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува. А сите ние повеќето зборуваат надвор: Бог вака прави, Бог така прави. Ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува и не искушува, и Он никого не искушува. Бог не искушува. Бог ти дава, ти го испратил Синот свој Исус Христос да го избереш и да врвиш по Него, ти дал образец. А ти кога не слушаш, например му кажува на Адам: не јади од дрвото на животот, и на Ева од дрвото на спознанието на доброто и на злото, оти ќе умрете. И тој јаде и умира. Кој кого искушува? И потоа го носиш проклеството. Живење без Бог е живот во проклество, бидејќи овој свет е проколнат, го владее сатаната кој е отпаднат, но се спротистави на Бог и сакаше да биде рамен на Бог. Значи, синови Божи подразбира, потомци, негови чеда, посвоени, да викаме Ава, Оче. Ниеден кога е во искушение да не вели Бог ме искушува, бидејќи Бог со зло не се искушува и Он никого не искушува, но секого го искушува неговата поход која го влече и мами.
Потоа похотта откако ќе зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Не заблудувајте се, браќа мои возлюбени. Секој добар дар и секој совршен подарок, секој дар, секој совршен подарок иде од озгора, доаѓа од Отецот на светлината, во кого нема промени ни сенка од измена. Значи, секого го искушува неговата похот, тоа што ти го сакаш во душата, телото што сака, душата што сака, да си ги задоволуваш потребите. И тоа раѓа грев, а гревот раѓа смрт извршен. Извршен грев раѓа смрт. Секој дар и секој совршен подарок, се што е од на земјава, доаѓа од Бога, во кого Отецот на светлината, тој рече и би светлина на почетокот. Земјата беше безоблична и празна и имаше темнина над бездната, обитие по Стариот Завет. И рече Бог, нека биде светлина. Значи, Отецот на светлината, секој подарок доаѓа од Него, во кого нема промени ни сенка од измена. Земјата е долина на темна сенка. Во Него нема промени, тоа што е запишано во Словото е вечно. Словото Божјо се исполнува поостро од секаков меч. И затоа е битно да се чита Новиот Завет, Светото писмо, за да се биде христијанин, да се извршуваат словата, а не само слушатели. Бидејќи нема да ве спаси одење во црква, извршување на верски обреди кои не се запишани во Светото писмо. Милост сакам, вели Исус, а не жртви. На Господ не му требаат храмови жртви, туку е потребно вашето чисто срце, добра совест и нелицемерна вера. Оти Он не роди, кој не роди Он, Таткото Небесен, по своја волја преку Словото на вистината. Значи, ние повторно се раѓаме во Духот преку Словото на вистината, преку Библијата, за да бидеме преку Новиот Завет кој е Исус Христос, за да бидеме почеток на Неговите созданија. Он не роди по своја волја. Значи, имаме категорија роден во Бог, Богороден, никој никого не може да роди, освен Отецот Небесен, кој нас не родил и не создал. И така, мои возлюбени браќа, секој човек нека биде брз во слушање, спор во зборување и бавен на гнев. Брз во слушање, спор во зборување и бавен на гнев, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда. Можете да се гневите, да се лутите, бидејќи ако вие се гневите, и вам ќе ви се гневат. Со каква мерка мерите, тој е библискиот закон, Божиот закон на Отецот Небесен. Со таква ќе ви се мери. Колку љубов давате, толку ќе ви се врати. Како осудува, ако вие судите, и вам ќе ви се суди. Затоа, бидејќи човечкиот гнев не ја извршува Божјата правда, затоа, отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, значи треба да фатиме и да отфрлиме од себе нечистота, насобрана злоба, треба на сите да им простиме. Затоа, отфрлувајќи од себе си секаква нечистота и насобрана злоба, со смиреност, примете го насаденото слово од Новиот Завет, кое може да ги спаси душите, вашите души. Примете го со смиреност насаденото слово кое е Исус и Новиот Завет, кој ќе го промени вашето срце, и насаденото слово во вашето срце, во вашата душа, и може да ги спаси. Може да ги спаси, ако бидете извршители на словото, а не само слушатели. Еве го тој стих, 22 стих, 1 глава од посланието на апостол Јаков. Бидете извршители на словото. Бидете извршители на словото, а не само слушатели, мамејки се сами себе. Да живееш со Исус не подразбира да го познаваш Исус оддалеко, да го гледаш и да си седиш, да си гледаш театарска представа во црквите. Тоа значи да го извршува Словото, да действуваш за Исус, да сведочиш за Исус, да го љубиш својот ближен за Исус. Се што имаш да правиш за Исус. Оти кој го слуша Словото, а не го извршува, 23 стих, тој прилега на човек кој го гледа собственото си лице во огледало,
ке се погледне па ке замине и веднаш заборава каков бил. Но кој ќе се задлабочи во совршениот закон на слободата и остане во него совршен закон на слободата, Светото писмо, пребивање во Исус, тој, бидејќи е незаборавлив слушател, го запомнил Словото и го живее, туку извршител на делото, действува во Словото, ќе биде блажен во своето делување, ако живее според Словото, ако Исус живее во твоето срце, како што вели апостолот Павле, јас не живеам, туку Христос живее во мене, а суштински животот не е твој, бидејќи животот ти го дал самиот Бог, нашиот Отец Небесен, бидејќи убаво пишува и го создаде Бог човекот од земна материја и му дувна во лицето, душата, дух, му дувна дух животен и човекот стана жива душа. Значи земјата е царството на сатаната и се што е в него е отпаднато. Се е паднато тука. И затоа има еден стих кој вели, кој го љуби светот, не го љуби Бога. Но тоа е веќе друга тема. Ако некој од вас мисли дека е благочестив, а не го обуздува јазикот свој, туку го мами срцето свое, неговата благочестивост е суетна. Јазикот е мал орган, но голема гора, запалува понатаму во истото послание. Има еден молитва, вика, Господе, стави ми стражар, татко мој, стражар на јазикот. Бидејќи јазикот понекогаш осудува, кажува, суди, изрекува зборови, а Господ на неколку места, Отецот Небесен, кажува тоа што го мислевте и што го зборувавте, тоа ќе ви го дадам, затоа треба се внимава што се зборува. Бидејќи за секој лош збор, пишано е во Матеј, Евангелие по Матеј, што ќе го изговорат луѓето, ќе одговарат на судниот ден. А не го обуздува јазикот свој, тој што мисли дека е благочестив, а не го обуздуваш јазикот свој, добро да размислиш што ќе изговориш, кому ќе му изговориш, како ќе изговориш, бидејќи Господ те слуша, Бог слуша, оној што го создал увото, нема ли да чуе, оној што го создал окото, нема ли да види, тој се знае, еден ден ќе одговара според делата. Или ако го избереш Исус, не осудуваш, простиш, успееш, ќе добиеш бенес на животот што Господ им го ветил на оние кои го сакаат. Ако го сакаш Бог, ќе ги сакаш сите луѓе. Ти кој го сака Бога, треба да го љуби братот свој. Кој не го љуби братот свој, убаво пишува во 1 Јованово, пребива во смртта. Така да, во мојата земја Македонија, кога гледам колку омраза има и гледам како сите ние, поголем дел пребиваме во смртта, ова политичка, верска пресметка, доведена затоа што човекот мисли дека може сам. А треба да го повика Бог, ако некој му недостасува мудрост, нека е моли од Бога, да се помоли, Господе, што да направам, како да го решам проблемот. Бидејќи Македонија, не заборавајте, кому му е многу дадено, многу ќе се бара од него, има еден стих. Македонија запишена во Светото писмо. Македонецот го повика Отецот Небесен, тој го испрати апостолот Павле во Македонија. Тој е единствен народ кој го повикал Бог во Новиот Завет. Значи, многу му е дадено и многу ќе се бара од него, а тоа подразбира да се исполнува заповедта што е дадена во Македонија, да се шири Светото Евангелие, и тогаш Македонија ќе врви како што вели во благочестивост, односно ќе врви во Божја благодат. Чиста и непорочна вера пред Бога и Отецот е ова, да прегледуваш сираци и вдовици во нивните маки и да се пазиш да останеш неосквернет од светот. Неосквернет од светот, да се пазиш да останеш неосквернет од светот. Ќе биде блажен во своето делување, значи оној кој ќе биде извршител на Словото на Божјата љубов. Значи да се пазиш да останеш неосквернет од светот. Светот е осквернет. Похотите, гордоста на животот, желбата на очите, тоа што те одделува, овој свет е сатански, те тера да бидеш самозадоволен, да заборавиш дека ние сме дел од едно тело, кај што Исус е Христос е црква, главата на црквата, а ние сме органите
i treba da se очистиме од грев, како што е тој самиот чисти, непорочен, за еден ден да можеме чисти, безпорочни да пребиваме во дух во Отецот и во Неговиот Син Исус Христос. Втората глава, браќа мои, држете ја верата во Исуса Христа, нашиот Господ на славата, и не гледајте кој е што. Значи, треба да ја држиме верата и да не гледаме овој што има, тој што има, ја што имам, завидливо око. Ако во собрание ваше влезе човек со златен прстен, во светли алишта, а влезе и сиромав со проста облека, па погледнете на облечениот во светлите алишта и му речете: ти седни овде убаво, или седни овде а на сиромашниот му речете: ти стои таму, или седни онде при подножието мое. И не размислувате во себе си, туку станавте суди на лоши помисли. Зато има еден стих кој вели: Господ не гледа на лице, туку на срце. Вие не знаете за надворешниот изглед на човекот, што има внатре во неговата душа, чисто срце, тврда вера. Спротиставете се со тврда вера на сатаната. Може би е некој ангел кој доаѓа да ви постави уште еден опит, да види дали љубовта на Бог пуштила корен, дела во вашето срце и душа. Дали вие ги љубите ближните? Дали се молите за властите? Дали постапувате како што Исус постапуваше? Дали сте достојни да се наречете христијани, не само слушатели на Словото, туку извршители? Дали го извршувате Словото Божјо? Дали ја молите мудроста од Бог или со својата мудрост терате? Дали сте послушни на Бог? Послушајте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог сиромасите од овој свет да бидат богати со верата и наследници на царството ветено од Него на оние кои го сакаат. Значи, не ги избрали Бог сиромасите од овој свет да бидат богати со верата. Тоа не подразбира да немате ништо. Тоа подразбира да не се врзувате за материјални добра, да разделувате се што имате. И да бидете богати со верата. Не собирајте богатство на земјата, каде што ги јаде молецот и регјата, го собирајте си богатство на небесата, богатство во верата и наследници со наследници на царството Божјо ветено од Него, од нашиот Отец, на оние кои го сакаат. Двете Божји заповеди не се тешки. Љуби го Господ својот Бог со сето свое срце, со сиот свој разум и со сета своја душа. Да го љубиш Бог подразбира да ја исполнуваш втората заповед. А тоа е една заповед: живеење во љубов, чекорење во љубов, чекорење со Бог, како Енох кој го зема и исчезна. Кој толку се поистовети, му предаде се на Бог, поистоветување да разберете што е Божјата волја. Нека биде твојата волја, како на небото, така и на земјата. Чекорење во љубов. Значи, оние кои го сакаат, подразбира да го љубиш својот брат, својот ближен како себе си, да го молиш Бог да ти даде чисто срце, зашто е пишано во Матеј, Евангелие по Матеј: блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Значи, наследници на царството ветено на Него, на оние кои го сакаат. А вие го посрамивте сиромавиот, не се ли тоа богатите што ве мачат и влечат по судови? Не го хулат ли тие вашето добро име со кое сте се нарекле? Не го хулат ли тие вашето добро име со кое сте се нарекле богатите, владетели на овој свет, слуги на сатаната, овоплотени во големи мокници кои ве држат зависни во материјалното, во пари, во демонот на мамона, богот на парите? Да викате дека нема Бог, да не размислувате што зборувате. Ако пак го извршувате царскиот закон и вам ви е потребна сила преку Исуса Христа да се спротиставите со тврда вера, тие го победија со крвта на јагнето, да застанеш пред крстот на Исус, да бидеш измиен во неговата крв, и со словото на своето сведоштво да сведочиш за Господа Исуса Христа, да помогнеш да се спасат браќата и сестрите. Ако пак го извршувате царскиот закон според писмото,
Возлюби го ближниот како самиот себе. Возлюби го ближниот како самиот себе, како што самиот себе се љубиш, љуби го секој човек. Добро правите, но ако гледате на лице, со ово е добар, ке овој ќе одам грев правите, и законот ве изобличува како престапници. Оти кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Зашто оној кој рекол не прави прелюба, рекол и не убивај. Па затоа ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на законот. Кој не го љуби својот брат е убиец. Убиец, добро е пишано на неколку места. Зборувајте и постапувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Закон на слободата. Тоа подразбира да живееш по Светото Писмо, по Новиот Завет, бидејќи си ослободен од гревот, ослободен од оковите на сатаната. Исус ја победи смртта, ти дава двоостар меч и мечот на духот да ги раскинуваш прангите на сатаната што секојдневно ги фрла врз тебе. Ти дава власт да газиш на змии, на шкорпии, на змии, на отровници ке нагазувам, пишува, и лав и змеи ке убиваш во името на Исус. Ке се спротиставиш со тврда вера во името на Господ Исус Христос. Ке уриваш тврдини со поднебесните сили на злото на овој век, ке војуваш, ке се молиш и ке ја објавуваш победата на Господ Исус Христос над смртта овде во македонскава земја, во мојот живот. На сите овие кои го слушаат ова слово, Господи, отвори им ги срцата, да ја прославуваат Твојата победа над смртта, над сатаната, над демоните, над болестите, над проклетствата, над граѓанските војни, над се што не е Божјо, на блудство, на дрога, проституција, криминал, на се што не е Божјо во македонскава земја, во секој човек. Господе, облечи ги во сила, овие слова да им ги допрат срцата, да се покајат и да те изберат и да разберат дека големата драма која ја живееме нападнат на земјава долина на тенка сенка е драмата на животот и смртта. Едниот пат е широк и води кон пропаст, Холивуд. Широк пат, брод, голем пат, лажната света гора, а висинската света гора е онаа гора на Исус Христос. Едната произведува демони, холивудската, другата се обидува да го разбуди твоето срце да се вратиш кај Отецот Небесен и Неговиот Син Исус Христос. Значи, драма на животот и смртта, вие сте главната улога. Ти, човеку, што го слушаш овој текст. Ако го избереш Исус, одиш по тесниот пат што води кон животот, а ако не, одиш со се сатанат и неговите демони назад во огнено езеро, на повторен процес, бидејќи Господ убаво напишал дека ниједна овчичка нема да дозволи да се загуби. Процес кој ќе трае милениуми, 1000 летија, бидејќи за Господа еден ден, 1000 години се како еден ден се како 1000 години. Те сакам, Татко Небесен, ти благодарам, Господе, што ми ги отвори овие слова. Се молам сега за сите болни, гладни, осамени, за овие што ги гледаат телевизискиве сведоштва, да им ги допреш срцата, отвори им го срцето, однеси ја секоја болка, закоја ја на крстот, разбуди го срцето, да имаат чисто срце, да се покајат, да бидат миротворци, зашто блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божии. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. И денеска, Господи Исусе Христе, ти предавам се што имам, мојот живот, мојо семејство, мојата сопруга, моите родители, роднини, пријатели, моите деца, театарот и македонскава земја и целава планета. Држи ја, Господе, на Твоите дланки. Оти ти, ако не држиш, залудно ќе бдеат стражарите, заедно ќе градат зидарите, зидините на градот нема да ги зачуваат. Легнувам, заспивам и станувам, оти Господ ме чува. Можеш и ти, брате и пријателе. Исус те сака, кој ќе го повика моето име, ќе биде спасен. Исусе, 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 нека одекнува во секое срце
Блажени се бедните по дух, кој е бедно по дух, кој има потреба од Тебе, Боже, кој има потреба од Тебе, Христосе, секое срце кое има потреба и Те сака. Слава Ти, Господи Исусе Христе, слава Ти, Татко Небесен, слава Ти, Господе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. И ние сме на еден пат на враќање од синови човечки, синови на паднатиот ангел на сатаната, да се вратиме и да бидеме синови Божии. Амин. До Божјо царство небесно. Слава Ти, Татко Небесен. Во името на Твојот Син Исус Христос те молиме за сила, мудрост, да не облечеш во Твојата љубов, да не облечеш со сила од озгора и да испратиш ангел да не обгрне кога ќе сгрешиме, да не заштити, дека нема да дозволиш неволја да се доближи до телото наше, дека ќе не подигнеш ако се сопнеме од камен и ќе го слушнеш нашиот глас уште пред да повикаме кога имаме потреба од Тебе. Слава Ти, Татко мој. Ние без Тебе не можеме ништо, но со Тебе можеме да направиме се. Мир вам, македонци мои. Тие поверува во Тебе, Исуса, Божиот Син, се појави. О Боже мој, зашто ме остави? О Татко мој, зашто ме остави? О Боже мој, зашто ме остави? Тие не знаат што прават, прости. Го повикуваме името Твое, Исусе Христосе.